Почитуван председател, почитувани гости, колеги пратеници. Денес зборуваме за итните реформски приоритети поврзани со владењето на правото и судството. И тука главен документ е акцијскиот план подготвен од страна на владата на Република Македонија. Но во истиот евидентно е дека Собранието на Република Македонија е спомнато само во делот на изготвување на законите, што целосно е недопустиво. Денес главна тема беше судството. Меѓутоа, во сите оние 5 наброени делови на судството, правичноста и она што е тема на денешната дискусија, составен дел е и цивилниот надзор за работата на службите, а кога зборуваме за него, според извештајот на Прибе, цитирам, сето она што се случи во изминатиот период се должи на концентрацијата на моќ во Националната безбедносна служба и злоупотребата на механизмот на надзор над Управата за безбедност и контраразузнавање. И бидејќи некои од панелистите побара мерливост и аргументи, еве ги моите. 9 години, почитувани, во ова собрание не се појави министерот за внатрешни работи и директорот на Управата за безбедност и контраразузнавање на дебата поврзана со цивилниот надзор. И сега, денес, доведени сме во ситуација да констатираме дека овој ден е историски, зашто за прв пат после 10 години беше и е присутен министерот за внатрешни работи на една ваква дебата. Немањето на контрола произведува, стимулира злоупотреби, а таа злоупотребата на службата не доведе до една ваква целосно незавидна ситуација во Република Македонија. Различните мислења за одредени функционери се дозволени, простете ми на зборот, дури и до поклонството према одредени функционери и личности. Меѓутоа, реалноста е дека една од главните забелешки и во извештајот на Прибе, и во брзите, итните реформски приоритети беше раздвојувањето на државата од партијата. И баш во тој извештај за итните реформски приоритети најупотребувана реченица, можете да видите, со обичен пребарувач на Word, е, цитирам, не само во теорија, кој во пракса. Парафраза на кажаното е спроведување на сето она што е напишано на хартија, да биде суштински спроведено. Забележливо е, од авион се гледа желбата за форма на место суштина. И сега овде потребни се аргументи, еве го најновиот аргумент. Сношти имавме изјава на поранешниот премиер на Република Македонија од функција на председател на партијата ВМРО-ДПМН дека тој со својата добра волја ќе го спречи процесот на продавање на офицерскиот дом во Битола. И потребно е уште нешто друго да кажеме. Сакате да се враќаме назад, сакате да зборуваме за сите факти и аргументи. Крајно време е на вистината да и се испулиме во очи. Легитимно е бранењето, желбата со лични мотиви на бранењето на неодбранливото. Ама со тоа зборуваме само за собствената личност, а може би и за собствениот професионализам. Да се вратам на мојата тема. Кога зборуваме за контрола на безбедносните служби, суштина е носењето на законот за контрола на комуникациите. Нешто што пред малку го спомна и министерот за внатрешни работи. Овој закон реално мора да се донеси со сеопфатна и анализа и сугестии на сите стейкхолдери, на сите заинтересирани страни, на целата македонска јавност. И тука министерот спомна секундарно законодавство. Тоа е она што и ние како комисија го бараме од агенцијата и од управата
поврзана со нивните интерни протоколи, процедури, со сите подзаконски акти, како информација за нивно функционирање, информација с која не би можеле да направиме суштинска контрола на нивното работење. А за пиење кафе, формална контрола или нешто кое ќе биде штиклирано како завршена активност, препорачана и со извештајот на Прибе, и со итните реформски приоритети, почитувани, не сме спремни да го направиме. Баш затоа се потребни сите овие документи. И овде јас како неправник би сакал да го спомнам и терцијарното законодавство. Не знам дали ќе го погодам терминот, меѓутоа, тоа мене најмногу ми асоцира на духот на законот. Ми асоцира на непишаните правила, ми асоцира на моралните и етички норми, кои се многу посилни од буквите ставени на хартија и она мисла дека хартијата трпи се. Дајте да зборуваме и за тие норми. Дајте да зборуваме за непишаните правила, а не во желба да ги оправдаме активностите на оние спрема кои до поклонски со одредена причина се однесуваме, да се држиме до тие букви, точки и запирки. Дајте уште еднаш на вистината и се испулиме в очи. Како председател на Комисијата за надзор на работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, би сакал со вас, почитувани, да ги споделам нашите активности, поврзани со препораките и на извештајот од Прибе и на брзите реформски приоритети. Во насока на зголемување на експертскиот капацитет на членовите на комисијата, ја прифативме понудата за соработка со ДИКЕФ, Центар за безбедност, развој и правда од Женева, Швајцарија, и одржавме 3 обуки со споделување на најдобрите практики од страна на врвни експерти од држави со ефективен парламентарен надзор. Еден состанок на меѓународна конференција во Љубљана на истата тема, размена на искуства и практики поврзани со парламентарниот надзор и една јавна расправа за презентација на сугестиите и препораките од обуките кои ги правевме заедно со оваа невладина организација, беа 16 по број. Убеден сум дека во овој огромен мозаик кој се вика Македонија, секој од нас ќе го стави и најмалото камче, собствено лично камче, со својот личен и интегритет, и авторитет, и најважно професионализам. И ќе направиме големата слика за моите 3 сина и вашите деца во иднина да останат во Република Македонија. Ви благодарам.